Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и денес заедно сите ќе се дружиме со буквите Т и буквата Ќ. Тоа ќе биде и целта на нашиот денешен час, да ги откриеме овие две букви Т и Ќ, да ги препознаваме буквите Т и Ќ во напишани зборови и да се обидеме правилно да ги напишеме буквите Т и Ќ. Еве ги двете големи печатни букви Т и Ќ, зелената е буквата Т. Да видиме како правилно се пишува. Најпрво исправената линија од озгора надоле и потоа легнатата линија од лево кон десно. Буквата Ќ. Исправена линија, оваа коса горна линија и косата долна линија и потоа ако забележувате горе има едно мало косо цртиче. Буква Ќ. Ајде обидете се да ги пронајдете овие две букви во македонската азбука како и секогаш. Двете се едно до друго, Т и Ќ. Браво! А сега подготви ја твојата тетрадка по македонски јазик, подготви едно остро моливче и комплетот со дрвени боички ќе ти биде потребен. Запри го видеото, подготви се, а потоа продолжи. На буквата Т, зелената, ќе се придружи и мала буква Т, а на буквата Ќ ќе се придружи мала буква Ќ. Дали се слични, исти или различни? Тие се сосем исти. Малата и големата буква се разликуваат само по нивната големина. Ова е прво пето одделение, кое што брои 11 ученици. Сега ќе ги видите сите ученици поединачно како се викаат. Тања, ова е Тања. Ова е Коста. И Тони учи заедно со нив во прво пет. И Кате е нивно другарче. Теона исто така е нивна соученичка. Петар, Кире, Тина. Матеј учи заедно со нив во прво пет. Мартина и Седат. 11 ученици заедно со нивната наставничка, чие што име ќе го откриеме нешто подоцна во една игричка. Наставничката им соопштила на учениците дека на овој час ќе играат интересни игри со букви. Што им рекла наставничката за почеток? Кај вратата нека одат учениците чие што име започнува на буквата Т, им рекла наставничката на сите ученици, се обратила. А кај прозорецот нека застанат учениците чие што име започнува на буквата Ќ. Еве ги учениците, нивните имиња, ајде и ти забележи кои ученици каде треба да застанат. И почнале. Кај вратата застанала Тања, Тони отишол, Тина, Коста, Кире застанал кај прозорецот и Теона. Кире стои сам кај прозорецот. Каква ли игра ќе биде ова ако треба сам да се надпреварувам против толку ученици, си помислил Кире. Во тој момент наставничката забележала дека еден ученик постапил погрешно. Дали и ти забележа кој ученик е тоа? На кого името не започнува ниту на Т, ниту на Ќ? Така е, Коста погрешил. И затоа се вратил на своето место, кај учениците и наставничката. Тогаш наставничката поставила уште едно правило за игра. На другарчињата кај вратата нека им се придружат и учениците чии што имиња завршуваат на Т. А кај прозорецот, оние ученици чие што име завршува на Ќ. Има ли такви ученици? Прашала наставничката. Ајде да видиме. Само Седат истрчал кај вратата. Другите повторно си останале на своето место. Кире повторно останал сам. Останале уште Коста, Матеј, Кате, Мартина и Петар. На Кире нека му се придружи оној ученик кој во своето име ја има буквата Ќ на средината на името, им рекла наставничката. Сите стоеле. Немало таков. А кај вратата нека отидат учениците кои ја имаат буквата Т на средина, рекла наставничката повторно. Има ли такви? Што мислите? Ајде, што мислиш ти, дали има ученици со Т на средина?
Така е, сите ученици имаат буквата Т на средина, сите 5 што останале ученика. И сите 5 се придружиле на учениците кај вратата. Кире повторно сам. Наставничке, нека застане и Кире на нашата страна, најдобро да играме сите заедно, предложил Коста. А останатите веднаш се согласиле. А Кире науден стои, но веднаш се расположил и се придружил на групата. Еве ги повторно сите заедно со наставничката и наставничката им поставила ново правило. Сега секој од вас ќе добие по еден лист, им рекла. На него треба на едната половина да нацртате нешто што започнува, што содржи буква Т било каде, а на другата половина да нацртате нешто што содржи буква Ќ исто така било каде, на почеток, на средина или на крај. За 2 правилно нацртани слики нивните имиња добивате 2 поени. За една правилно нацртана слика, односно нејзиниот збор, 1 поен, а за празен лист 0 поени. Ги кажала правилата наставничката, учениците ги добиле листовите и започнале со работа. А сега, додека првачињата од прво 5 цртаат, истото направи го и ти. Во твојата тетрадка нацртај нешто кое содржи Т, исто така нешто кое содржи буква Ќ во своето име. А кога ќе бидеш готов, пушти го видеото и продолжи заедно со нив да видиш што нацртале првачињата од прво 5. Тања нацртала тиква и ќос. Дали Тања ќе добие 2 поени? Во тиквата има Т, во ќосот има Ќ. Црвена и зелена буква. И Тања добива 2 поени. Коста нацртал само стол. Наставничке, јас не се присетив на ништо што содржи буква Ќ, се оправдал Коста. Но за стол добил 1 поен. А Тони нацртал телевизор и кеса. Телевизорот на почетокот буква Т, а кесата на почетокот буква Ќ. Браво и за Тони, доби 2 поена. И кате едната страна ја оставила празна. Страната со буквата Ќ. Нацртала тигар и телефон и била во право, но за ова добила само 1 поен. Теона го нацртала Том, нејзиниот омилен лик од цртаниот филм, и вреќа. И за Теона што мислите колку поени треба? 2, Т и Ќ. Петар нацртал патики, килим. Каде се буквите Т и Ќ? Така е. А Седат нацртал само една слика. На средината Седат нацртал ќофте. Зошто постапил така што мислите? Така е, затоа што во зборот ќофте има и Ќ и Т, а колку поени ќе добие Седат, ќе одлучи неговата наставничка. Тина, баскет и ноќ. Што мислите колку поени добива Тина? Еве а Т, еве а Ќ, 2 поени за Тина. Матеј, тетрадка и гезве. Каде ли сгрешил Матеј? Во гезвето, ова не е кезве, туку е гезве. А во тетрадка дури 3 букви Т. И Матеј добива само така, 1 поен. А Мартина со букет, букет и цвеќе добива 2 поена. И последен се представил Кире, ја нацртал наставничката, Наталија, да, го откривме името на наставничката и се нацртал сами од себе си. И добил 2 поена. Наставничката се насмевнала и ја најавила следната игричка. Им рекла, земете ножичка и пресечете го листот на половина, да добиете 2 слики, засебни слики. Земете ја во рака сликата на која името и содржи буква Т, онаа што ја цртате. А ти секако нема да го скинеш и пресечеш листот на кој црташ од тетрадката, од твојата тетрадка, туку додека учениците од прво 5 го прават тоа, ти запри го видеото, обиди се да напишеш еден ред голема буква Т. Еве овде. Обиди се да напишеш правилно буквата Т, оставајќи по малку простор измеѓу.
Еве ги сликите кои што ги пресекле, ливчињата кои што ги добиле, ајде да ги слушнеме правилата кои што ќе ги постави наставничката. Наставничката Наталија рекла: на црвената масичка ставете ги сликите кои што ја содржат буквата Т на почетокот. На зелената масичка ставете ги сликите кои што ја содржат буквата Т на средината, а на сината масичка сликичките кои што ја содржат буквата Т на крајот на нивното име. И учениците започнале. Букет. Каде сметате дека треба да биде сместен овој лист? Така е. На сината масичка, бидејќи тоа е на крај. Тетратка. Тетратка може да се смести каде? Така е. И на црвената и на зелената, но овој ученик одлучил да го смести липчето со тетратката на црвената масичка, бидејќи ја има буква Т на почетокот. Баскет. Каде е буквата Т во баскет? Така е, на крајот на зборот. Стол. Т на средина и затоа ја ставаме на средното масиче, зеленото. Том. Том на почетокот на зборот. Оди кај црвената масичка. Еве сликичката со две слики на буквата Т, тигар и телефон. Каде е Т? Така е, на почетокот на зборот е буквата Т. Телевизор. Повторно Т на почетокот на зборот. Патики. Т на средина, на средната масичка. Доколку и ти така размислуваш, браво. Тиква, каде е буквата Т? Така е, на почетокот. Наталија. Наставничката Наталија. Буквата Т на средина и на која масичка? На зелената масичка. Дали се сеќавате, ученици, што имаше нацртано Седат на своето ливче? Да, Седат имаше нацртано ќофте. Каде ли да ја смести сликичката Седат со ќофте? Се помислил и затоа не ја ставил никаде. Но сега Ќ и Т одлучил да ја стави на каде треба? Ќофте. На зелената масичка и поставил правилно. Браво! И за учениците од прво пето одделение кои што не направиле ниту една грешка, а браво и за тебе ако размислуваше исто како и нив. Наставничката им ја најавила и последната активност за овој час. На таблата им напишала еден краток интересен текст. Првачињата добиле задача да ги пронедат сите букви Ќ во текстот, да ги избројат, а потоа и да се обидат правилно да ги запишат во својата тетрадка. Истата задача ја имаш и ти. Изброј ги буквите Ќ во текстот и веднаш во редот под веќе запишаните букви Т, обиди се да ги запишеш онолку колку што си избројал. Така е, наставничката им ја дала последната задача. Еве ги буквите Т и веднаш под нив ќе запишеш, ќе се обидеш правилно да запишеш букви Ќ онолку колку што ќе изброиш. Еве го текстот. Вредната ќерка. Чичко Кире имал ќерка. Таа секоја ноќ додека сите спиеле, ткаела килим во шарени бои. Килимот е за дедо Ќазим. Зима е, а тој нема ќебе. Ќе настине. Ноќите се многу студени. И ќумбето малку му гори. Тато, однеси му една вреќа со дрва. Старе и изнемоштен, го замолила ќерката. Чичко Кире се радувал на добрината на својата ќерка. Запри го видеото, изброј ги буквите Ќ и потоа провери дали си во право. Еве букви Ќ обележани со портокалова боичка вкупно 15. Значи, доколку и ти запиша во овој ред 15 букви Ќ, веднаш под буквите Т, браво и за тебе. Така. И за домашна задача, напиши по еден ред големи и мали букви Т и Ќ. И како и секогаш, употреби ја својата фантазија и оживеј ги двете букви Т и Ќ. До видување, до следното видување.